Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Понекогаш непцата крварат, кога забите ги миеме со четка за заби или па ги чистиме со забен конец. Многу од луѓето го занемаруваат овој важен симптом кој што може да биде предупредувачки знак за воспаление на непцата. Нелекуваното воспаление на непцата може да се прошири и да доведе до пародонтоза, а пародонтозата пак до расклатување и спаѓање на забите. Па што доведува до овој проблем? И постои ли начин да се спречи и да се лекува доколку се јават сите овие непријатни симптоми? На темата разговараме со доктор Сашка Тодороска, специјалист за болести на уста и пародонтот. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а како и досега емисијата ќе биде контактна. Затоа, останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта ќе зборуваме за пародонтозата. Стручниот термин за оваа болест е пародонтопатија. Кај ова заболување доаѓа до повлекување на непцата, оштетување на виличата коска, а понекогаш и до расклатување и спаѓање на забите, па може ли да се спречи проблемот и доколку се јави кој е најдобриот начин за третман. На оваа тема денеска разговараме со доктор Сашка Тодороска, специјалист за болести на уста и пародонтот од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар Свети Пантелеимон. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. До гледачите поздрав и до екипата на телевизија Телма. Во однос на пародонтопатијата, најголемиот проблем стои во тоа бидејќи започнува безсимптомски. Најчесто луѓето се уште не може да приметат дека тоа се случува кај нивните непца, се додека не дојде до првиот симптом кој што тие би го приметиле. Многу често во фазата која веќе ќе приметат крварење при четкање на забите, веќе има настаната деструкција во ткивата кои што го потпираат забот каде што стои во алвеоларната коска и веќе е сериозен аларм каде што треба да се вклучи сериозен пристап и да се третира веќе тоа настанато заболување. Докторке, дали само крварењето на непцата е клучниот симптом или пак има и некои други пропратни знаци кои што укажуваат на појава на пародонтозата? Клиничкиот преглед детектира боја на гингивата, текстура на гингивата, тука забележуваме отоци, особено помеѓу два соседни заби, една појава на топчесто заоблување на таа папила на гингивата, зацрвенување, понекогаш болка, чувствителност, особено после јадење, навлегува храна, пак имаат потреба луѓето да го исчистат тој простор. Сето тоа е како нешто општо што не има асоцирана пародонтопатија, меѓутоа треба да се земе сериозно дека е симптом на состојба. Дали секогаш доаѓа до повлекување на непцето? Не веднаш. Некогаш повлекувањето на непцето не е асоцирано со инфективниот пародонтитис. Некогаш рецесијата е последица на несоодветна орална хигиена при многу грубо механичко четкање и икс други причини. Меѓутоа, повлекувањето на гингивата може да настане и од после лекувањето на пародонтопатијата, во смисол кога ќе се повлече отокот на ткивото, ние ќе ја добиеме реалната димензија на здравата гингива, која што веќе е здрава во втор план после лекување на заболување. Така што таа може да не е на таа позиција каде што треба да е идеално кај здравото заболо. Така што повлекувањето на гингивата не е толку карактеристичен симптом дека имаме активно пародонтално заболување. А лошиот здив? Лошиот здив секако при слаба орална хигиена исто не мора да е асоцирано со активен процес на пародонтитис, меѓутоа запуштена орална хигиена секако, запуштено забало, во смисол несанирани кариозни лези и крварењето само по себе ослободува хемиски супстанции кои што содржат сулфур во својот состав и кои што ќе даде интензивен непријатен мирис. Е дел од симптоматологијата која што е асоцирана со повеќе состојби во устната шуплина. А на која возраст обично се јавува овој проблем? Во однос на воспалување на гингивата, дури и многу рано може да се детектираат уште во детската возраст, особено мешовитата дентиција, при испаѓање на млечните заби, никнување на трајните, поради придружни
моменти како болка при самото отпаѓање на млечниот зап, никнењето на новиот, послаба орална хигиена, нестекнати навики кај дечињата или необјасната потреба од одржување со четка паста. И едноставно во тој дел почнува како гингивитис. Тоа не значи дека има деструкција на потпорните ткива на забите, меѓутоа има воспаление на гингивата. Во оваа фаза сето тоа е реверзибилно и со добра орална хигиена и совети и посветеност од страна на пациентите, пациентчињата, тоа може да се санира многу лесно. Гингивитисот својот пик може да го достигне во периодот на пубертетот, поради влијанието на хормоните. Потоа има тенденција да стагнира, но со возраста повторно се пројавува повеќе, почесто присутен гингивитисот. Дишењето на устата кај малите деца исто така е фаворизирачки фактор, овозможува услови да добиеме гингивитис, што секако не значи пародонтопатија. Тоа е сосема различно. А гингивитисот што е? Некој вовет, увертира кон болеста? Ако се остави нетретиран, ако не се променат, не се адаптираат техниката на четкање, начинот на одржување, добра орална хигиена, посветеност од пациентите, дека сериозно треба и тоа да се смета за еден сигнал дека и таму треба нешто да се одработи. Тоа понатаму во животот ќе прерасне, ќе се развие во пародонтопатија, затоа што се работи за микроорганизми присутни во денталниот плак, односно биофилм, кои што на почетокот од грам позитивни, факултативно анаеробни нема да предизвика деструкција на ткивото, меѓутоа ако се остават да си живеат како што им е на нив удобно, без орална хигиена, тие со своите метаболни продукти и токсини ќе продрат подлабоко во ткивото и ќе причинат воспалителни реакции кои што ќе резултираат со оштетување на алвеоларната коска, која веќе имаме манифестирање на пародонтопатија. Докторке, нашата уста не е стерилна. Во неја живеат навистина многу микроорганизми. Над 500 видови микроорганизми се детектирани во супрагингивалниот, односно во видливиот дел од забите и под нивото на гингивата. Испитувањата пронашле над 500 видови микроорганизми. Целта на пародонтолозите, еве и на пациентите, не е ние целосно да останеме без бактерии во устата. Тоа е невозможно. Повеќето и се корисни. Едва десетина се тие што се патогени и штетни за да останат да живеат. Дел од тие бактерии од нашата флора, природна, ќе направат проблем доколку се размножат премногу при нередовно четкање на забите? Бактериите не се единствени одговорни за да настане заболувањето. Ова е мултифакторно заболување. Во суштина голема улога игра одбранбената моќност на домакинот. Истите микроорганизми кај сите луѓе нема да доведат до иста појава на заболувањето, до ист степен на оштетување, затоа што многу е различно кај секоја индивидуа, почнувајќи од генетската наклонетост да имаат ваков или таков тип на одбранбена реакција, помалку или повеќе ефикасна и дополнително фактори со пушење, начин на живот. Сето тоа многу допринесува кај некои пациенти да се развива во побрз тек, во поагресивна форма и одредени бактерии, како што почнавме со прашањето, нема тие директно да направат оштетување, меѓутоа со нивните метаболни продукти, со нивните токсини, тие ќе го подготват местото при слаба одбрана на домакинот да настане сериозно повредување на потпорните ткива. Ајде да ги разгледаме најчестите ризик фактори, иако поголемиот дел вие веќе ги споменавте. Да, моравме. Во нашата табела за најчести ризик фактори за појава на пародонтоза, на првото место е несоодветната орална хигиена. Сега, какви се навиките за одржување на хигиената на забите и на устната праснина кај нашето население? Повеќето пациенти со кои што јас доаѓам во контакт имаат задоволителна орална хигиена и многу пријатно ме изненадуваат. Ако не првиот пат, тогаш веќе на следните контроли ги уважиле советите и постапиле и се заинтересирани да си го подобрат собственото орално здравје. Најчесто треба тоа добро да се образложи, да се појасни зошто ни се важни и техниката на четкање и изборот на средствата за одржување на орална хигиена. Кога тоа веќе ќе им е поразбирливо, многу пријатно изненадување дека реагираат позитивно во таа смисла.
Секако има и екстремни случаи со запуштена орална хигиена, меѓутоа и тоа е асоцирано и со повеќе надворешни фактори, социјална средина, економската моќност, секако имаат влијание општите здравствени состојби. Например, има дел од популацијата кој што и не може, за среќа не е толку често, меѓутоа не можат механички да одржуваат движењата за добро исчеткување на забите, едноставно бараат и мануелна спретност. Во тој случај се препорачуваат четките со батерија, Така. и олеснуваат во Значи, тој дел. свесноста на ова поле е зголемена. Мојот Повеќе впечаток е меѓу таков. младите или пак и повозрастните ги Па следат овие средната трендови? возраст, кај помладите, кај доста помладите пациентчиња во последниот период, 15-16 годишни, тие особено пријатно ме изненадија, да. Да, тие сакат да имаат убава блескава насмевка, тоа е денеска тренд. За среќа. За Тој среќа. тренд е позитивен. Позитивен. Да. Барем еден тренд кој што Да. позитивно влијае на Да. здравието. Каква четка да се користи? Дали треба мека или тврда? Бидејќи многу се навикнати да користат тврда четка, сметајќи дека на тој начин подобро ќе ги исчистат забите. Тврдите четки претежно може би биле дизајнирани кога не постојат толку подобрени средства за работа за орална хигиена. Например, ултразвучните апарати, што ние ги користиме за професионално чистење. Тврдите четки може би биле некогаш потребни, кај пушачите биле препорачувани, меѓутоа тие се многу абразивни. Од перспектива на пародонтолог, тврдата четка е контраиндицирана. Дури појавата на соголувањето на вратовите на забите е во многу голем процент асоцирана со грубо механичко четкање, со груби четки тврди. Наспроти тоа, препорачуваме меки четки. Меки четки со зашилени влакнанца, пародонтални се нарекуваат, со доволно еластичност да може да се свиткаат и за облемите страни на забите, да навлезат под работ на гингивата и да дофатат повеќе плак. Претежно целта е повеќе пати да се поминува на површината на забите, отколку да биде четката тврда или да има премногу број на влакнанца, па нека се нарекува и мека, да не ги чисти ефикасно страните помеѓу два соседни заби. Ќе разгледаме уште еден ризик фактор кој што доведува до пародонтоза, а тоа е спиење со отворена уста. Докторке, дали оние што навечер хрчат, кои што имаат таков проблем да не дишат на нос, туку на уста, ќе имаат поголем проблем со воспалени непца? Апсолутно, да. Сериозна состојба, многу честа кај нас. Особено, почнувајќи од детската возраст, проблемите со крајниците, колку и да се третираат со локални средства, некогаш толку го невозможува дишењето, што не само во текот на спиењето, туку и преку ден дишат на уста. Дури и кога, ова веќе е искуство со пациенти, кога ќе израснат во возрастни личности, тие веќе може ги немаат проблемите со крајниците, но штетната навика да дишат на устата им обстојува и понатаму во животот. Сериозно треба да се третира и ноќната апнеа, односно дишање на уста или неможност да се диша на нос, затоа што носната слузница е дизајнирана да го прочистува воздухот, механички треба да го изфилтрира воздухот и сосема е поинаква незината функција, за разлика од слузницата во устата, која што е во влажна средина и ние со дишењето на устата просто го преисушуваме тој простор и станува премногу лесно достапен на микроорганизмите кои што нема доволно плунка да ги испере од површината. И лесно причинуваат и на најмали фисурички или микротрауми ќе продрат микроорганизми, ќе предизвикаат воспаление. Значи, ова е сериозен ризик фактор. Секако, и е нешто што треба да се реши. И се препознава клинички со црвенило на усните, со црвенило во пределот на предните заби, особено впечатливо и многу налепен плак на предните заби, а кажуваат дека ги четкаат забите. Значи, при еден
класичен преглед вие може да процените дали Веднаш пациентот се дише на познава, уста или на И нос. потоа признаваат и како од кога. Многу често се работи за проблеми и пречки од носната коска, искривувања, па чекаат, размислуваат дали да се интервенира, да ја поправат, дали е само естетски проблем. Меѓутоа функционален секако е сериозен проблем. Апсолутно функционален проблем е. Следно на листата ни е пушењето. Се подразбира дека тутунот предизвикува проблеми, но дали само пушењето тутун ќе создаде проблем или пак и користењето на електронски цигари, што е исклучително голем тренд? Да, исклучително голем тренд, се уште треба да се доистражат, да се потврдат штетностите, разликите, секако дејството на никотинот локално е нели кога се внесува во форма на цигари, класични, повторно се преисушува слузницата во устата кај пациентите кои што се интензивни пушачи со 2 кутии на ден, забележуваме воспаление на слузницата во устата. И е многу специфично и препознатливо, и тогаш прашуваме и најчесто признаваат дека е тоа последица на интензивно користење. Во однос на електронските цигари, повторно, ако го има топлинскиот ефект, ако го има ефектот од никотинот или што и да има, секако се тоа не неопходни средства за животот, а за оралното здравје секако не се корисни. Попрево би било добро да не се користат. Од повеќе аспекти. Од повеќе аспекти треба да се исклучат од употреба. Генетската предиспозиција, односно семејната предиспозиција, дали игра голем и значаен удел во појавата на болеста? Секаде се напоменува дека има влијание генетското наследство, меѓутоа не се наследува пародонтопатијата како заболување, но се наследува склоноста на организмот да реагира со такво оштетување на потпорните ткива на забите во присуство на одредени микроорганизми. Така што повеќе се наследува од брамбениот систем. Конституцијата на луѓето е она што го наследуваме од родителите. Значи нема директно наследување ако мајката или таткото имаат пародонтоза, дека нивните деца многу често ќе го развијат проблемот. Машките пациенти ќе кажат на мајка ми испаднаа сите заби уште млада, многу често женските пациенти ќе кажат татко ми рано ги изгуби забите. Меѓутоа, не се наследува директно како заболување, не е тоа дека мора и децата да го имаат. А што е со оние лица кои што страдаат од некои болести кои што се хронични, како што е дијабетесот? Дали особено сериозна поголема шансата да категорија ги изгубат забите и да развијат пародонтоза? Да, тоа е за нас сериозен предизвик. Пациентите со нерегулиран дијабет се пациенти од категорија која што тешко се постигнува оздравување и тераписки успех. Меѓутоа, во литературата постојат потврдени податоци дека со добро регулирано пародонтално воспаление, кога ние ќе елиминираме инфекцијата, која ќе се смири инфламацијата, 10-кратно се зголемува ефектот на терапијата на дијабетот, што ја примаат дали во форма на таблети или инсулин, независно, 10-кратно се подобрува учинокот на нивната терапија. Дијабетот во однос на пародонтологијата поради страдањето на периферните крвни садови, периферните нервни влакна, ткивото на потпората на забите спаѓа во периферни ткива. А ако се дел од устата и од главата, површината во устата, кај што се забите, спаѓа во периферни ткива. Што значи дека ако нешто се случува во организмот на системско ниво, едноставно за заштита на повитални органи ќе бидат помалку снабдени со крвоток, со исхрана, со одбранбени елементи периферните ткива. Ќе бидат жртвувани. Инаку дијабетот и пародонтопатијата како заболувања што се асоцираат, пародонтопатијата е уважена за 6-та компликација од дијабет. Како што е ретинопатијата, страдаат очите или други ткива и органи. Исто така страда и непцето и забите. Да. Со тоа што е многу позитивно од моето искуство, пациенти со дијабет неколку пати се случило буквално да бидам првата што препознала дека имаат такво заболување, да ги упатам да направат истражување и да се потврди дека веќе имале поради симптомите во устата.
Значи тоа всушност може да насочи некој пациент да направи испитување за нивото на шеќер во крвта и да се потврди така сме нашле, јас сум најшла на ситуација каде што на некој начин ја оправдало моето сето тоа учење или внесување во полето. Пак добро регулиран диабет не е пречка да се третира и од наша гледна точка пациентот. Имаме добри резултати, се одржуваат забите со години, така што после 2-3 години кога ќе се воспостави она равнотежа помеѓу домаќинот и присутните микроорганизми, веќе немаат проблем. Значи се одбрамбената моќ всушност се нормализирала на организмот. А што е со хормонските промени, докторке? Жените кои што се во менопауза или пак кои што се бремени, се жалат на крварење од непцата. Дали е тоа пародонтопатија, односно вовед кон овој проблем? Зголемен ризик да ја развијат? Тоа се периоди на интензивни хормонални промени во организмот. Различна е категоријата со менопауза, различно е кај бремените жени. Кај бремените жени вивнуваат естрогените, прогестероните, се зголемува циркулацијата во периферните ткива, така што од едно најмало место, од врвот на прстот, буквално избликнува крв. Меѓутоа, оралната хигиена кај бремените жени не е на прво место, за жал. Од сето тоа што им се случува, сите очекувања, се за што се плашат, може би некако најмалку размислуваат колку со оралната хигиена. Од друга страна, пак, некојаш имаат и сериозни проблеми во текот на бременоста и пак да има повеќе фактори што ќе допринесат да се насобере биофилм од бактерии и тие да не може да го контролираат плакот. Многу често кај нас искуството со пациентките ми носи една информација дека многу често се плашат да применат некое средство за плак контрола. Да прашам што ќе каже гинекологот, тоа е во ред. Меѓутоа и кога ќе им се понудат и што е можно безбедни средства, пак сте резервирани да не наштети нешто на бебето. Тоа за бремените жени е некако на прво место, а се друго им е во втор план, така што пак крварењето на непцата е асоцирано со плакот, со реакцијата на организмот што е пребурна, додека во менопаузата пак многу се ниски нивоата на естрогените, најчесто еве до сега кај нас низ годините не се надоместуваат хормоните во било која форма сега тоа ретко се зема терапија, ретко се зема надоместителна таква терапија. Тоа во однос на слузницата во устата се манифестира со истенчување на слузницата, ја губиме заштитната функција од естрогенот и едноставно ги прави посклони кон полесно воспалување, полесно се манифестираат некакви дегенеративни, некакви форми на гингивит кои што тешко се санираат, траат подолго време, треба и посериозна терапија со посилни лекарства. Така што значи не е едноставно менаџирањето. Не. Така, сега доаѓаме до овој момент како да се третира пародонтозата, доколку е во почетната фаза. Има ли можност да се излекува, комплетно да се повлече? Тоа е навистина етичко прашање се уште во 21. век. Многу често е фрапантно кога пациентот ќе каже дека стоматологот им кажал дека не се лекува пародонтопатија, да ставиме мостови, да ставиме протези. Тоа за пародонтолозите извичници и многу страшно да се чуе во фазата на гингивитис. Значи тоа е мит, да расчистиме, тоа не е точно. Да, во фазата на гингивитис се уште не се достигнати промените до посериозните длабочини во ткивата и тоа е апсолутно реверзибилна фаза, може да се сопре, може да се контролира со 2 пати во годината контролни прегледи кај пародонтолог, може да се следи ситуацијата и да се превенира. Профилактичките мерки може да одржуваат без плак, без Значи редовно чистење на забите, четкање со четка за потреба заби? примена на антиплак-раствори, по потреба примена на антисептик, на антибиотик. Меѓутоа тоа забен може... коденц? Поделени се ставовите за тоа,
од таа причина ве прашувам. Дали Првично препорачувате? собственото искуство да кажам, забниот конец е многу тежок за манипулирање, тоа кога ќе го имаме моделот во рака и кога работиме со забен конец, бараме мануелна спретност, до зидот на забот, до дното на джекот и да се извлече во истиот простор до зидот на следниот заб. Тоа толку тешко се контролира во устата, особено во пределот на катниците, што многу често се повредуваме на гингивата помеѓу забите и отвараме влезна врата и за обичните бактерии да причинат проблем. Многу полесни и поедноставни за примена се интерденталните четки. Ги има многу видови, имаат различни цени, во суштина. Ако не сум убедена за четките за заби дека цената е гаранција за квалитетот, за интерденталните четки некако се уверив дека цената е пропорционална на квалитетот. Значи, четката не треба да се деформира со едно протнување и на следниот меѓузабен простор да причини прободување или болка. Со интерденталните четки треба исто сериозно да се однесуваме, затоа што не случајно имаат повеќе димензии, повеќе големини. Секогаш треба да се тестираат неколку димензии, да се земе онаа што е најсоодветна за нашите заби. Не со сила да се обидува никако со сила и никако со такво форсирање кое што е верифицирано во литературата, буквално да се два соседни заби како изгризано јаболко, истрошени во страните помеѓу себе од премногу тврди интердентални четки, премногу агресивно четкање. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Докторке, дали се препорачува користење на специјални пасти и гелови за пародонтоза и може ли на таков начин да се излекува оваа состојба? Така немаше да има потреба од пародонтолозите. Сите ќе стававме гелови на забите. И тоа ќе беше решение, така? Да, за жал не постои такво волшебно лекче што ќе може да се стави на непцата или на забите да немаат кариес или непцата, бидејќи се работи за мултифакторно заболување. Значи, ако пушачите повторно интензивно пушат, што сакаат, нека мачкаат на непцата, тие нема да го отстранат силниот фактор што има појако дејство отколку гелот, што можеме 2 пати во денот или 3 да го ставиме. Така што со гелови, масла, сето тоа би било во оној дел во откако ќе се заврши третманот, откако ќе се постигне период на мирување, да немаме активно заболување, тогаш може како дополнителна нега на слузницата во устата. Тогаш е во ред. А дали тие гелови и специјални пасти наменети за пародонтоза треба да се измијат потоа или да се остават на непцата за да делуваат? Бидејќи се нанесуваат без заштитен завој, тие уште додека чекаме тие 10 минути да истечат, најчесто се раствараат во плунката и подголтнуваме од сето тоа. А не би се препорачало да се измиваат веднаш за да го задржиме ефектот што сме сакале да го постигнеме. Ако се антисептик, иако мислам дека не треба со тоа да се едноставно е залажување, или треба да се сериозно индицирани и да се препорачани. Пред да го вклучиме гледачот, би ја прашала и за 3% хидроген. Некои прават на таков начин дезинфекција на непцата кои што крварат. Да, водород пероксидот се препорачува? Релативно е безбеден за устата, има периоди кога има теории про и против, меѓутоа повторно во последниве години пак е актуелен, но не треба како 3% да се користи во устата. Не треба да се продолжува времето на држање во устата. Имав прилика да се уверам кај една пациентка сериозно да се излупи слузницата во устата од премногу употреба на 3% хидроген. Доколку нема друго по-софистицирано средство да можеме да го препорачаме, но секогаш би го разредиле со 2 дела вода. Да го вклучиме гледачот кој што очекува да постави прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден уште еднаш. Во програма сте, само Дрижа ќе замолам малку погласно да пуштат, за да можеме тонот да го пуштат погласно, бидејќи слабо слушаме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Кој е вашето прашање? Повелете. Поздрав до гостинката и до водителката. Ве молам, јас се грижам за моите заби, возрастна жена сум,
Задоволна сум сама од себе и моите доктори, но прашањево ми е, слушнав реклама, па си ја купив паста за заби Colgate со јаглен внатре во составот. Дали е тоа добро? Еве 2-3 дена почнав да се чистам. Дали е добро или не советот докторката? Благодарам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи има разни брендови на пасти за заби кои што содржат јаглен, можна се популарни за побелување. Да, јаглено дури го купуваат и во форма на прав и го додаваат на паста за да ги избелат забите. И го толчат и само јаглен ставаат на забите. Се користи и медицинскиот јаглен како средство кое што абсорбира токсини. Јагленот не е штетен сам по себе, тоа е од попристапните и можеби од постар период, меѓутоа се уште би бил ефикасно средство, како средство за детоксикација на површината на забите. Немаме нешто. Постои дали може да ја оштети забната глеќ? Не, јагленот е во фин прав, така што тој не го сакаат бактериите. Така. Да, меѓутоа има темна сива боја, добро забите има ефект да ги избелува. Немам користено, искрено. Четка со активен јаглен, да, бев задоволна релативно, меѓутоа паста и во однос на пастите, личното искуство ми е и кај пастите цената на чинење прави разлика и во квалитетот на пастата. Така што треба да се внимава за хемискиот состав на пастите, лаурил сулфатот или некои средства. Неретко имаме пациенти кои што се посветени на читкање на забите како гледачката, меѓутоа знаат да се пожалат на пецкање од јазикот, како стакленца да ги грипкаат. Тоа веќе и хемискиот состав на пастите допринесува и за таква симптоматологија, а да се бараат сериозни заболувања, кои ќе се промени некоја таква паста со некаква понежна, веќе исчезнуваат овие симптоми. Во однос на квалитетот на пастите на забите. За забите. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас сум на 74 години. Пред 18 години ми се вградени импланти на долната вилица. И се беше окей, супер ми беше, зашто немав непце, затоа и се решив на импланти на долната вилица. И до пред години ја почнав проблеми да имам. И да напомнам дека многу патам од остеопороза и проблеми ужасни има по тоа, фрактури, да не збориме за тоа. И сега, што се случува, непцето многу ми се повлече. Имплантите се гледаат одоздо. И све почесто имам некоја инфекција, така болки на гингивите, ми потечуваат. Бев кај докторот што ми ги праеше, ништо, вика, хигиена, само држување, ми предложи нешто да ставам на гингивите, да ги лекувам. И да ви кажам, нема некој голем успех. Не знам што понатаму ќе правам сега, а имплантите ми се гледаат одоздо, плюс имам празнина. Повлечено ми е многу непцето. Толку е повлечено непцето. Докторке, да немате прашање? Што понатаму сега? Така, што понатаму е вашето прашање? Што може да се преземе? Ви благодарам за вклучувањето во програма и за прашањето што ни го поставивте. Повелете. Пак 18 години да се имаат имплантанти е сериозно време на преживување на имплантот. Така што има податоци од студии за 10 годишно преживување, 15, 18 веќе е солиден период. Основен податок од пациентката со остеопорозата проблемите. Секако ќе доведе и со природните заби и со имплантите таква појава. Така што тоа што е видлив делот од имплантите само ја усложнува оралната хигиена, затоа што има површина плюс на која што ќе се насобира биофилмот со микроорганизмите во него. Додека не посоветува лекарот каде што се правени, ставани, ќе се консултираат за што понатаму за друго протецко решение. Протецко решение, така? Нема шанси да се... Регенерација на коска при остеопороза има многу ограничувачки фактори и преамбициозно е да се ветува нешто што не може да се достави. Да. Ќе се задржиме уште малку на поблагата форма на пародонтозата.
Дали ќе помогнат, докторке, испирањето со чај од жалфија? Или пак мачкањето на нипцата со масло од кантарион, маслиново масло, кокосово масло и слично? Неретко доаѓаат пациентите и кажуваат дека користат такви средства и неретко сум задоволна од тоа што се гледа во устите на пациентите. Многу е индивидуално и во однос на користењето на маслата, и кога се користат и како се користат. Неретко јас препорачувам кантарионовото масло пред легнување да го користат, особено повозрастните пациенти, тоа би можеле да го додадеме кај последниот гледач. Во смисол, флавоноидите од кантарионот действуваат, имаат смирувачки ефект, антивоспалителен на површината на слузницата, така што би го стабилизирале ткивото на површината и да не се развиваат оние медиатори од воспаление кои што ќе резултираат со деструкција на подлавокот. Треба да се масира непцето со овие масла или само да се нанесе? Се жабурка интензивно, се чува неколку минутки и се исплукува. Значи со чај од жалфијето, со чај од кантарион се извинувам. Масло од кантарион. Масло од кантарион. Дури кантарионот го чуваат во маслиново масло, па има ефектите и од двете. Так, значи тоа е дури подобра елементи, опција. Да. Особено за категоријата пациенти менопауза, многу благотворно дејство има маслото од кантарион, маслиновото масло. Можат тоа во секојдневната нега. Обично навечер пред легнување, затоа што во текот на ноќта циклусот на лачење на плунка е таков да преку ден имаме многу дразби од храна, мислејќи на храна да лачеме плунка, меѓутоа во текот на спиењето многу се намалува лачењето на плунката и го немаме испирачкиот ефект на површината на забите и на слузницата и тогаш ни треба таа дополнителна заштита. Докторке, има ли лазерски третмани што може да помогнат кај овој проблем? Лазерските третмани има, да. Има, се зависи од изборот на терапевтот, од тренингот, обуката на терапевтот, од неговото преферирање кои методи ќе ги препорача кај пациентите. Ефикасни се? Јас сум повеќе поклоник на класичните постапки, на класичните методи со класичните средства. Да, сепак лазерите низ толку децени од 60-тите години до ден денес се уште важат како експериментална форма на обид за третман. Секако си имаат свое значење и своја улога, но навистина треба да се процени кога, како и кај кои пациенти. Иако пациентите сакаат популарни средства, искрено да. Так, сакат популарни средства и сакат некое поедноставно и помалку болно решение, бидејќи оние кои што имаат пародонтоза многу често им се советува да направат длабинско чистење на непцата. Како го нарекувате тој процес? Киретирање. Киретирање на непцата, кој што е болен. За жал, кога ќе дојдат пациентите во активно заболување, кога сето тоа е воспалено, натечено, променето, само по себе е болно. Дури и без некој да допре во ткивото, тоа е доволно непријатно што го мотивирало пациентот да дојде. Не можеме секогаш да избегнеме болката, но постојат средства за локално анестезирање, дури не мора ни да се боцка со игличка, поприлично ни го олеснуваат пристапот и толерирањето од страна на пациентот. Неопходна е киретажата на непцето кај пациенти со пародонтоза? Тоа е услов без кој не може. Значи, освен над делот над гингивата, забите што зафаќаат забен камен, што треба да се чисти, може и каматичен стоматолог, може урален хигиеничар, меѓутоа оној дел што е внатре во џебот, површината на вратот, на коренот на забот, ние не можеме да постигнеме никакво излекување ако таму сета таа содржина остане. Значи, таму имаме плак и бактерии во тој плак кои што се прилипени на зидот на коренот на забот. Но исто така имаме и бактерии кои што се прилепени на мекиот зид од непцата внатре во џебот. Киретирањето оди како на тврдата површина на зидот од коренот и паралелно со тоа и на мекиот зид. Додека ние не го отстраниме тој слој кој што е населен со инвазивни, веќе од патогените зборуваме микроорганизми како
актиномицесот, како танарелата, како ние не можеме да овозможиме услови да се оздрави тоа ткиво. Неопходно е услов без кој што не се може. И колку често обича тоа се прави? Тоа се прави по индикација, кога ја има имаме формацијата на џепот, кога имаме веќе компликации. Кога има пародонтален џеп, дали пациентот во домашни услови може нешто да направи за да го исчисти? Многу малку. Затоа што тоа е зависно, многу постојат разлики, колку широк џеп, колку длабок. Дното на џебот никогаш не е равно, од една страна на завод е подлабоко, од другата е поплитко, дури ние со инструменти, тоа додека го детектираме каде е, колку специјално дизајнирани алатки како кирети за секоја страна од завод се осмислени за да се пристапи до тие места. Испирање со игличка до дното на џепот, значи е малку по колку и да имаат мануелна спретност, секој сам на себе, и јас не би можела сама на себе тоа да си го применам. Секогаш бараме од колегите помош. А докторке, доколку е штетена величината коска, што се презема тогаш? Кога хирургијата е решение за пациентите со пародонтоза? Хирургијата веќе многу ја ценам. Таа е втора фаза во лекување, никогаш не е прв избор во лекување на пародонтопатија. Хирургијата е од после смирувањето на заболувањето. Кога веќе немаме воспалена натечена гингива, крварење, инфект, се што може максимално да се исчисти, изполира со затворена постапка, односно да се изгребка без да се поместува непцето, се превзема пред да се пристапи до хируршките. Значи, хирургијата е опционална постапка. Секако и тука зависи од препораките на лекар, на специјалистот, на пародонтологот. Во секој случај е многу полесно да се пристапи по директна контрола на окото, да се подигне ткивото, да се исполираат корените на забите, да се кондиционираат со средство и да се овозможи без бактерии површина, која што ќе заздрави многу посолидно отколку затвореното обработување на корените. Доколку недостасува оштетена коската, може да се... Во однос на недостаточност на коска, многу зависи од типот на оштетувањето на коската. Велиме хоризонтална ресорбција, кога покрај сите заби во една линија еднакво истрошена коската, меѓутоа не секогаш е така, некогаш имаме клинести, дефекти, покрај површината од една страна на зидот на завод, да има триаглесто оштетување. Многу фактори влијаат на тоа, меѓутоа типот на дефектите во коската, дали се со еден зид, два или три зида, или кон коренот, кон вребот се со три зида, кон вратот на завод со еден зид, комбинирани, сето тоа диктира услови дали ние можеме да превземаме пополнување на оштетената алвеоларна коска со надоместоци. Дали ќе бидат автотрансплантат, да се земе коска од самиот пациент, што кај нас не се применува, затоа што се отвараат две оперативни полиња и треба да се направат две рани. Има сосема задоволителни вештачки надоместоци, ксенограф, од говедско потекло, сосема доволно тестирано, проверено, испитано многукратно, добро го прифаќаат ткивата, овозможува една форма на скеле, низ кое што ќе дојдат елементите од природната коска, од нашата, и ќе се постигнат постепено во текот на неколку месеци. Тоа не се случува веднаш преку ноќ. Не работиме со пластелин, туку со жив организам. Ќе донесат доволно елементи за да се создаде нова алвеоларна коска, но тоа нема да биде во многу милиметри, но и секој еден милиметар го продолжува векот на трајање на забот. А докторке, доколку забите се клатат, на ваков начин може да се зацврсти нивната позиција? Да, докторската студија што имав можност да ја истражувам и што ми донесе најголемото задоволство во суштина беше потврдата дека можеме да ги стабилизираме забите. Пациентите и од 2014-15 веќе десетина години доаѓаат на контроли и се е на место и се е многу во ред. Значи со хирургијата всушност може да се стабилизираат расклатените заби? Да, постигнавме доста стабилизација.
многу фактори влијаат и за тоа, и бара понатаму многу соработка од страна на пациентите, редовни контроли неколку пати годишно, кога треба, како треба да се вклучат и дополнителни тераписки постапки, дали антибиотик, дали некаква профилакса. Меѓутоа, резултатите си донесоа убаво чувство, да. Апсолутно. Да. А што доколку забите паднале, неколку заба паднале, а има пациентот пародонтоза? Како да се надокнадат? Алтернативното лекување на пародонтопатијата со импланти и со протезски конструкции. Секако, забите кои што ќе бидат вклучени во протезка конструкција, пожелно е апсолутно да се без джепови. Во тој случај ресективните постапки од хирургијата малку побрутални, не се со обид за регенерирање на коската, меѓутоа да се елиминираат како форма на джеп, за тој заб да има повеќе шанса да се потрае и да биде носител на конструкција. Дали ова значи дека напреднатата фаза на пародонтоза не може да се излекува? Туку само може да се контролира? Само што кажавме дека имаме доволно потврда, ете и низ обид со пациентите, дека за повеќе од десетина години немаат проблеми и од разнишени заби се стабилизирале. Значи тоа се смета за излекување? Па, тоа е сосема солидно, Тоа сосема солидно, да. така. Значи со хирургијата всушност може да се И го излекува? продолживме трењето на забите, Но да. тоа не е исклучува нели редовни контроли, прегледи и сето она што е дел од... Да. Тоа е исто така неопходност. Желбата да соработуваат пациентите е еден од факторите дали ќе бидат вклучени во хируршки третман. Ние не можеме да го наметнеме принудно, значи бара соработка апсолутно. И колку често се решаваат пациентите на хирургија или се размислуваат и се Еден сомневаат? интересен податок е што најисплашените пациенти најдобро прифаќаат хируршка терапија, затоа што тоа се работи во анестезирано, локално анестезирано подрачје, додека се работи не е поврзано, не е асоцирано со болка, најчесто уште кои ќе станат, веќе отвараат телефон и зборуваат, немаат пречки во функционирањето, само треба да се истрпат десетина дена кончењата што се ставаат. Например, кога ставаме еве ксенограф, тој треба да се заштити и без тоа секако ние мораме сето тоа да го вратиме на место. Немаат тегуби и се за кратко време се интересираат за следната страна, па за другата. Се работи страна по страна, не се наеднаш. Не веднаш. Да. Значи понекогаш ќе има потреба и за 4 хируршки интервенции. 4-6, зависи како ќе поделиме, да. Пак морфологијата на забите, коската, типот на дефектите, сето тоа ќе се соберат повеќе информации секако за да се определи кој пристап ќе се примени. Дали оваа хирургија носи некакви ризици? Може ли да биде неуспешна таа трансплантација на коска? Ако има соработка од пациентите, нема до сега случај да нема успех. Со тоа што травма од оклузија и ќе јадат нешто цврсто или ќе гризнат неизгодно, ќе истравматизира или потпората околу коренот и тоа ќе го загрози ефектот. Секогаш некаков процент на ризик постои. Меѓутоа пак не е тоа последица на хируршкиот третман, колку на некакви акциденти, некаков случај, нешто да ја искомплицира состојбата со некој заб или физичка повреда или како и да е. Самата постапка нема многу повеќе успешна отколку да има можност да не успее. Така. Иве, сосема на крајот од денешната емисија, што би препорачале за да не дојде до пародонтоза? Да, превентивата. Примарната превентива да се почне од најраната возраст, од дечињата, да се научат со четкање, да се научат Значи клучна да четката не ја за јадат заби и пастата, туку четкањето. дури и без паста подобра, да научат како да ја користат раката и четката, за да има детектори на плак, раствори кои што ги обојуваат забите и кои треба да им покажат колку долго треба да повторуваат со четката на некое место за да биде целото запче избелено. Значи сето тоа е ефикасно како примарна превентива пред да настанат заболувањата. Секундарна е откако се дијагностицирала состојба на гингивитис или пародонтитис да се
превземат мерки, нели чистењето, златниот стандард и супрагенгивално, и субгенгивално, и керетирањето во потреба, да, не може да се избегне секако. Дополнителни средства за хигиена и терцијарната превентива, откако и поминале хируршки третмани, да си доаѓаат на контроли, да се следи. Така, контроли. А оние кои што немаат кои што немаат никаков проблем со непцата, колку често треба да прават стручно чистење на забите, на забниот камен, за да не се случи некаков жал, проблем? епидемиолошките податоци од повеќе центри на светско ниво, не само кај нас, пародонтопатијата е релативно многу често заболување и веќе до возрастната популација над 70%, над 76% од луѓето се засегнати од некоја форма, од некој од заболувањата од пародонтопатија. Во некои студии само 2,8% во хамбуршката студија нашле дека не се засегнати со пародонталните ткива. Така што препораката е 2 пати во годината, на 6 месеци, да се направи стандарден преглед на забите, на непцата, да се тестираат критичните места и да се даде препорака дали да одат кај пародонтолог или да се следи понатаму како што е. Тоа ми беше прашањето, доколку има некој проблем со непцата, кому да се обрати? Не може тоа да го решава кај стоматолог или мора да се обрати кај пародонтолог? Стоматологот решава многу проблеми, многу ситуации, меѓутоа во однос на пародонтопатијата, ефикасноста си како пародонтален специјалист по пародонтологија би било најдобро. Со упат од матичниот стоматолог, со препорака од матичниот. Податоците се тие да до 4 мм длабочина на џепче може да третираат и упштите стоматолози, но се повеќе од тоа треба да се доблесни, да проценат дека понатаму не треба да се занимаваат со толку сложени интервенции, затоа што бара повеќе внимание, повеќе време, бара повеќе постапки, не секогаш е едноставно. Се прибираат многу податоци и од општата здравствена состојба, така што мислам дека не ми можат и да сакаат толку. Сепак специјализацијата 3 години би требало да направи разлика. Апсолутно. Да. Апсолутно. И веднаш штом ќе се забележат првите знаци за пародонтоза, да се луѓето да се јават на лекар. Апсолутно, дури и пред да има знаци треба да се провери статусот. Дури од пациенти што доаѓаат од подалечните земји, некојаш преку лето, дали Канада или без разлика, не би сакала да спомнувам, тие се условени од социјалното осигурување на 6 месеци да направат проверка на денталниот статус и на пародонталниот, без тоа немаат право на социјалното покритие за лекување на забите. Така, клуче превенцијата. Кај нив е услов да се дел од таа програма. Така. Би било убаво тоа да се практикува и кај нас, редовно да се... Кај нас имаме ние поинаков систем. Децата ќе дојдат па ќе ги донесат родителите или обратно, да. Така што имаме како и да се информираме, ретко дека некој би можел да биде неинформиран, меѓутоа еве, да, може би треба и нешто повеќе. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта и што ни ги појаснивте клучите поенти поврзани со ова честа, за жал, болест меѓу луѓето. Да, многу често. Така. Почитувани, ова беше се во денешната Телма Амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Ви посакувам убав ден.